Почитувани, дозволете да ви информирам дека вечерва заседаваше на редовна седница Централниот комитет на ВМРО ДПМН, на која се разговараше за повеќе теми поврзани со тековните и актуелни случувања во Република Македонија и ќе ми дозволите да ве информирам за дел од одлуките. Централниот комитет зазема став во однос на актуелниот попис, кој представува тема која се злоупотребува од власта за политичка пресметка и се користи како димна завеса за да се одвлече вниманието од обидот за фалсификат кој се прави во позадина, како и дефокус за останатите теми кои ги загрижуваат граѓаните. Централниот комитет на ВМРО ДПМН смета дека одбивањето на иницијативата за собирање граѓански потписи за носење на закон за поништување на законот за попис представува чекор во кој се гледа стравот на власта на Зоран Заев од соочување со народот и неговата волја. Заев, едноставно речено, одбегнува да го чуе гласот на народот. ВМРО ДПМН покрај пратеничките потписи донесе одлука во сопствена организација да почне со собирање на граѓански потписи на секаде низ државата, кои ќе дадат легитимитет на нашата одлука пратениците да поднесат закон за укинување на постоечкиот закон за попис. Нема да ја ускратиме можноста граѓаните да се вклучат во нашата иницијатива да се стопира фалсификатот на пописот. На седницата на Централниот комитет беше разговарано и за тековни внутрепартиски активности. Централниот комитет на ВМРО ДПМН по предлог на извршниот комитет кој заседаваше уште пред 2 дена донесе одлука за одржување на редовен конгрес на партијата на крајот на месец ноември. Воедно, ВМРО ДПМН и нејзините функционери во периодот кој што следи ќе бидат на терен по градовите и селата и заедно со народот. Централниот комитет на ВМРО ДПМН разговараше и за други актуелни теми. Режимот на Заев, кој е најкорумпиран во Европа, прогласен за хибриден режим, треба да биде целосно размонтиран. Неговата влада, која се одржува со мнозинство кое е на стаклени нозе по бројните скандали, случаи на криминал, нема никаков кредибилитет да управува со државата и треба час поскоро да се замине. Имаме министри кои немаат НАТО сертификат, а земјата е членка на НАТО веќе 1 година, затоа што кај нив има корупција и криминал. Државата е на дното во светот и се уште нема ниту еден вакциниран против коронавирусот, но е во врвот по бројот на смртни случаи заразени. Имаме образование кој служи за експеримент и економија во рецесија. Ова се вистинските теми кои ги интересираат граѓаните, а не стандардниот фолклор на Заев и неговите оправдувања. Ви благодарам. Дали имате прашање? Редовен конгрес. Дали беше разговарано денеска откако побара од иницијатива за промена во ВМРО ДПМН закажа, тоест вонреден конгрес, дали беше на оваа тема разговарана на Централниот комитет? Ова е добра прилика за прочистување на редовите на ВМРО ДПМН, последно прочистување помеѓу актуелното раководство, новата енергија и поранишните функционери кои се предводени од Зоран Заев. Извршниот, односно Централниот комитет на ваква иницијатива заседаваше уште пред неколку месеци и едногласно донесе одлука за отфрлање на ваквата иницијатива и согласно статутарните овластувања кои ги има и согласно членот 29 став 4 од статутот на ВМРО ДПМН и овој пат едногласно Централниот комитет се задржа на принципиелно почитување на статутот и статутарните принципи кои што ги има. Би сакал да истакнам дека ние за наш противник го имаме Зоран Заев и продолжуваме кон рушење на хибридниот режим на Зоран Заев во Република Македонија и сите граѓани ни се добре дојдени во оваа борба и во оваа поддршка и се надам дека се поголем број ќе ни се приклучуваат. Други прашања?